Министерот Кликовски на секоја пресконференција, заедно со експертите и истражувачите кои ги проучуваат комарците и нивните последици по нашето здравје, апелираат дека застоени води во урбаните средини не треба да има, како што е овој пример. И покрај апелите и состануците со градоначалниците од општините на територија на град Скопје за испразнување на фонтани и водни површини во дел од населбите, каде водните површини треба да се убав декор и уживање, оставаат слика на место со запуштени води, што се излева од базените и прави застој на вода во плочките до фонтаната во Скопски аеродром. Ентомологот од Центарот за јавно здравје Николина Соколовска објаснува дека обичните домашни комарци се тие што ја пренесуваат нилската треска откако ќе се заразат од птица, најчесто гаврани. Најголем рај за комарците е застоената вода, отпадот што не се собира на време. Поединецот, па до општините и на крај до министерството, значи имат голема улога. Сепак треба да се грижиме за своите дворови, ако сме во куќа, во однос на одложување на отпадот, одржување на дворното место, да нема застојана вода повеќе од 5 дена. Истото и општината треба тоа да го прави, да ги следи, да ја следи справноста на фонтаните, на езерцата, редовно да се третираат јавната површина, редовно одложување на отпадот и да влијаат во едукацијата на граѓаните. Тие се превентивни мерки кои што секако влијаат врз размножувањето на комарците. Доколку ние ги одложиме местата каде што би се развивале, ќе се намали нивната бројност. Граѓаните раскажуваат дека ги избегнуваат водените површини. Онаму каде што е суво, комарци нема. Ние никако нема кој што да се заштитам. Да има кој да се заштитам. Нема, овие се мачкате ни старци тука. Ева цел живот 70 кусур години. Гајле нема од комарци. Никогаш не ве каснал? Никад. Овде имаше на времето многу комарец. Сега го нема. Од кога се доградија зградиве нема комарец. Соколовска објаснува дека прскањето најмногу зависи од временските услови. Науката објаснува дека најдобро прскањето да биде од крајот на март, а општините да имаат претходен план и навремено треба да ги завршат тендерите за набавка на средства за прскање. Многу често кај граѓаните преовладува срамот, а ако член од семејство се заболи од нилска треска и во неговиот дом и околина треба да се прска против комарци. Граѓаните од семејството на заболениот не овозможуваат пристап. Ние може на дворешниот дел околината да испрскаме, но не во нивните дворови, тоа е приватна собственост. Тоа секако дека треба на повисоко ниво да се реши, да во ситуација на епидемија дека мора тоа да биде спроведено по налог. До сега кај 43 граѓани е потврдена нилската треска. 5 почина, 21 се лекуваат во инфективната клиника. Сите потврдени се од Скопје.